Na Otca i Sina i Svetijog Duha. Amin. Возлюбені во Христа Бога, браті і сестри, Бог се яви. Istina se javi. Бог се яви. Istina se javi. Бог се яви. Istina se javi. Najmili moji, ova nedjela, Svetata crkva Božja, ja smeta kako prva nedjela posle Svetoto Bogojavljenje Hristovo i sodržinata na ova sedmica nosi isključitelno značenje za nas pravoslavne hrišćani. Videjki Hristos roden, obrezan i krsten, ja podgotvi природата на човекот, но и природата на светот, содржана во човечката природа од Богочовекот Христос, за исполнување на целта зарад тоа што Бог го создаде и човекот и светот. Ниту човекот, ниту светот се случајна творба и уште помалку безцелна творба. Туку сосема намерна творба, за која што Бог промислувал во својот божествен ум, откако го има. А само Бог не му подлежи на историското време, кој што се мери со часови, со години и со векови. Времето Божие е времето на вечноста и се што е создадено, вклучувајќи го и времето, како создадена категорија, е создадено имајќи свој почеток за целта зарад која што тој почеток го има, а целта на тој почеток е безкрајот Божи, вечноста Божја. За тие димензии на животот и построењето на човекот и светот, Христос крстениот во Јордан го подготви човештвото и светот веднаш после своето крштевање, така што излезе јавно и го проповедаше начинот на кој што човекот може да се спаси, односно да се реализира себе си и со самото тоа да ја реализира целта зарад која што е создаден. Бог, крстениот во Јордан, го проповедаше покаяние. Покајте се, зашто се приближува Царството Небесно. Се зборовите со кои што заврши читањето на денешното евангелско четиво, а тоа се зборови што благословената уста Христова му ги упати на човекот, и не само на човекот, неговиот современик или нему современ, туку на сите луѓе, ни сите векови до полнотата на времето. Патот на нашето спасение е нашето покаяние, зашто Бог човека не го создаде како завршено битие, туку како добро и просто битие, со потенцијални можности да се преобрази во совршено свештено битие. Тој пат
od prosto bitije i dobro bitije do sovršeno svešteno bitije je patot na pokajanijetom. A pokajanje to je način i sila duhovna i Božja, so koji što čovjek raspolaga i se osposobova da go koregira svoje to nesovršenstvo, svoja ta slabost, svoja ta nemoć, sve ono što čovjek sam bez Boga ne može da go postigne, a za što je sozdaden i osposoben da stigne i da postigne. Zarad fakto deka sme grešni i nesovršeni, zaključoko deka sum padnal i deka vo grevot me rodi majkata moja, ne je strašen, iako je neprihvatljiv. I so naše to nesovršenstvo ne može i ne sme da se pravda. No to što ne može da se prihvati, to što ne može da se opravda, so ništo i ne pokaže. Naša ta nedostatokotna voljata da se pokaje, da se odrečeme od sebe, nesovršenite i grešni. I mislim deka tukmu ova vtorovo je to što najmnogu odsustuva vo životot na čovekot i ne samo na čovekot nam sovremen, a togaž, kako ti izrazime na čovekot nam sovremen, ne sme da se izgubi od vid, deka ja sam prvi od tomu i pripadam ta kategorija na lude i građani. Nemaj to volja, ako sam padnao vo grevot, da stanam prostom pred Gospoda, je najgolemi od grev na čoveku. A to svekoj čovek može da go napravi so sebe. Imajte go Boga za svoja zaštita, da svoj sobešnik ne pogrešli i pomoćnik u sveka nevolja čovečka. Tuka se otvara sportite na nadešta, a ni sportite na nadešta protekuva radost, zašto Gospod ne japrimi prirodata na angelite ko što se nesporedljivo posovršeni bitija od nas, iako i tije se sozdadeni bitija, no kako besteljesni su izvonredni umni, intelektualni sposobnosti. Туку јазеде нашата природа. Тој не јазеде природата на било што друго, што човек не е, а живее и постои. Ниту природата на микроб, ниту природата на лав, ниту на птица, ниту на змија, ниту на ангел, рековме, туку природата на човекот. Највозлюбеното битие од сите битија што Бог не создаде е човекот. Се што создаде Господ, создаде зарад човекот, а не обратно. А тоа значи дека се што постои за да му служи на човекот. Но тоа не го прави човекот привилегиран, туку одговорен. Зашто пак се што постои за да му служи на човекот, не може да најде спасение, ословесување и конечно осмислување без човек. Во тоа е одговорноста на човекот за сиот создаден свет. Но ако човекот
ја одбие таа и таквата соработка со Бога и со светот во кој што живе, тогаш тој ја носи најголемата осуда, што ќе биде изречена над него во денот на големиот и страшен суд Божи. А на судот Божи никој не може да му победи. Особено не оние кои што ја превземаат улогата на Бога. Им судат, им пресудуваат на сите луѓе, но никако и никогаш себе. Тој суд ќе биде најстрашен за таквите луѓе. Затоа да се молиме Богу, сите да ги спаси. Наше е да се молиме за и за најголемите злосторници. Зашто што добивка имаме, ако правдата Божа е во тоа што тие ќе скапаат на дното од пекот? Колку подобро ќе биде за сите ако и тие најдат спасение и живот во светлината Божја од Царството Небесно. Ние губиме ако и тие не се спасат, а добиваме ако и тие се спасат. Јас кој што ги кажувам овие зборови, сум еден од нив. Човекот кој што има потреба од молитвите на сите други за своето собствено спасение. Гордоста во таа смисла не помага, туку убива. Гордоста ни го одзема смирението, кроткост, можноста да го свиеме ъгбетот свој пред Бога и пред братот. Само оној кој што ја победува гордоста во себе си, владее со чудесниот христијански дар на смирението и штедро бара да му биде простено, но и дава прошка секому кој што ќе ја побара од него. Така треба да живееме, браќа мои и сестри, најмили во Христа. Купје, сите заедно. Мајка ми знаеше да каже, една прачка лесно се крши, ама 10 во снопче составени неможно е да ги скршите. Ајде и ние да бидеме на тој начин собрани во Христа Господа. За доброто на сите луѓе и нивното спасение, и за доброто и за спасението на светот во кој што живееме. Амин. За многу години. Ќе си прави.